Нов објект за дневен центар за рехабилитација ќе добие Штип на локација во централното градско подрачје на местото на некогашното текстилно училиште ќе биде објектот во кој ќе се работи со децата со попречености. Работата со децата ќе биде со цел да бидат работно способни и да се пронајдат на пазарот на труд. За изградба на дневен центар за рехабилитација на територија на општина Штип одвоени се нешто повеќе од 10 милиони денари, дополнително со 15% кофинансирање од страна на општина Штип за изградба на еден ваков објект во кој што услуга ќе добиваат лица со попречености, но најбитно од се е она кое што го комуницираме денес. Верувајте, односно представниците, родителите кои што и представниците на родителите на лица со попречености ги презентираат секојдневните проблеми со кои што се соочуваат. Локацијата е утврдена, средствата се обезбедени. Во наредниот период ќе се подготви тендерска постапка. Центарот за рехабилитација ќе опфаќа 24 дечиња и овде неколку часа ќе се работи со нив за подобрување на состојбата во која се наоѓаат. Ова е прв ваков центар за рехабилитација кој ќе биде отворен во државата. Ќе се опреми самиот центар, ќе биде опремен, меѓутоа она што го разговаравме заеднички со представниците на родителите е дека треба да се фокусираме на она што значи програма за работа на самите лица, односно дечиња со попреченост и како професионално да ги ангажираме самите лица и затоа се покрена и денеска од самиот состанок иницијативата да седнеме заедно со владата, бизнис секторот, општината Штип и сите заедно да можеме да донесеме навистина една програма, односно сите заеднички да делуваме, да токму овие дечиња бидат и професионално ангажирани, каде што ќе опоменуваат дел од своето време, меѓутоа и ќе бидат корисни за самата заедница во која што живеат. Родителите на децата со попречености од Штип задоволни од преземањето на овој според нив прв чекор и надеж дека ќе се слушне и нивниот глас. Многу ќе значи за сите родители. Значи ова е почеток. Значи не можеме да очекуваме преку ног дека ќе биде се решено. Меѓутоа ова е прв пат и нашиот глас да е важен, затоа што претходно беше само не беше сервирано што планира државата, без нас да не паше, кои што сме крајни корисници и најдобро знаеме што треба за нас и нашите деца. Така што во овој случај се надевам дека ќе се постигне тоа што децата ќе добиваат рехабилитација, помалите деца и младинците, а најбитното е работната терапија. Во Штип на денешната средба беа представници родители на деца со попречености и заеднички сите чинители ќе носат одлуки за функционирање на центарот со цел подобри услови за децата со попречености.